Во Охридските штабови на ВМРО ДПМН и на СДСМ синоќа без трепнување се следеа промените во резултатот од трката за градоначалник. Кандидатот на СДСМ и ВД градоначалник Константин Георгиевски во вториот круг влезе со предност од 2423 гласа во однос на колегата лекар и кандидат на ВМРО ДПМН Митре Милошевски. Милошевски во штабот делуваше спокојно, но на лицата околу него немаше голем оптимизам. На другиот крај од градот, се поголема раздвиженост и лица кои по секој нов телефонски повик се осмелуваа да упатат честитка уште во 20 часот. Како што одминуваше времето, оптимизмот премина во воодушевување, кога видео бимот ја соопштуваше растечката предност на Георгиевски пред Милошевски. Околу 21:30 Георгиевски прогласи победа, а славеничката атмосфера беше проследена и со навивачки, но и трубачки декор. Георгиевски, заедно со членството и симпатизерите, на Славија се упати кон градскиот плоштад, за каде ги сочува по спонтаните пораки. На 15 октомври 2017 другарот Тунтев Томислав рече не само што ќе ги победиме, туку ќе ги пометиме. За жал дојде прилика пак да ги метиме. И од неговиот Пендаровски, славениците очекуваат повеќе работа. Да продолжит постапките на покојниот градоначалник Јован и мислам дека тоа ќе донеси добро за градот. Се надевам дека ќе работи во интерес на градот. Ми е мило што испадна ваков еден баланс. Георгиевски победи со разлика од околу 4000 гласови, но охриѓани пак за околу 1000 гласови повеќе и веруваа на Гордана Силјановска Давкова за шеф на државата. Во постизборното утро сакавме со мештаните да поразговараме за оваа ситуација, но неволно гледаа во камерата или ја избегнуваа. Честа ја спаси само еден. Очекуваме многу, али дали ќе се исполни тоа што обечавате обично, ќе видим. Јас не сум член на партија, али му пожелувам да исполни тоа на што вети. На Георгиевски по ноќното славје добро му дојде првото градоначалничко кафе, кое го испи токму со екипата на 360 степени. Охрид е општина распната меѓу многу предизвици, а од мандатот се преостанати само 2,5 години. Искуството како советник во советот на општината 1 година и сега овие 3-4 месеци како ВД градоначалник се навистина драгоцено нешто. Така да, ќе биде тешко, следува борба на секое поле, меѓутоа луѓето тоа го очекуваат од мене, јас се нафатив и ќе истрам во сето тоа. Му се јавивме и на Митре Милошевски. Нашиот повик го затекна на работа во болницата Свети Еразмо Охридски и низ насмевка кратко ни порача дека е задоволен од 13.000 гласови и среќен што може да и се врати на медицината.